Среде пандемијата со коронавирусот, Кристина Димитриевска ја освои првата титула Мис Карантин на светот. Денеска, моје друштво во Репортер. Кристина, здраво, мило ми е што дојде. Здраво, мило ми е што ме поканивте и што еве започнавте со мене баш. Ти си прв пат во Репортер, како се чувствуваш? Па се чувствувам баш пријатно, мислам сите сте насмејани и така ме пречекавте и се чувствува позитивната енергија и така се надевам ќе течи разговорот. Како што кажа во самата најава, среде пандемија кога буквално ништо не се случуваше, се случи избор за Мис на светот Карантин. Ова беше малку поинако од сето она што можевме да го видиме, значи изборот се случуваше буквално пред компјутери. Кажи ми какво беше искуството да излезеш на еден избор каде што е буквално се ново дури и за тебе? Па пред се Мики ми се јави и ми кажа ќе одиме на избор и јас му реков добро, сега немој да се шегуваш затоа што сите бевме затворени дома. Вика не се шегувам сериозно, вика отвори мејл ми пушти избор Мис Карантин на светот и нормално прво ми беше смешно, реков чекај како. И ми кажа ќе се снимаш дома видео, значи си правиш дефиле кај тебе дома, правиш слики, видео каде што се представуваш себе си, ме снимаше мајка ми, туку учествуваше и син ми, така да го снимивме тоа за брзо време, 15 минути, ги испративме тие материјали и потоа се чекаше, значи беа преку 200 пријавени, така се направи пресек, влеговме во топ 15 и јас реков, вау, супер, тоа е сепак на светско ниво и финалето го гледавме дома со моите и кога читаме Winner, Кристина Димитриевска, си викам, не, знаеш, чекам Мики да ми потврди, не верувам. И така почнеме се радуваме, се гушкавме, Давид скокаше со мене, не знаеше што се случува, но се радуваше. И после Мики се јави, ајде честито, викам, добре, сега ми е веќе верна дека навистина зедовме светска титула и така беше. Меѓутоа, како изгледаш изборот кој што мораше да се прави дома? Значи ти не си прв пат на писта, прв пат не си пред жири. Па ја стави мајка ми пред свршен чин, рекол мораш да ме снимаш и она беше во трема како никогаш не ме снимала. Не е личност, нешто е сосема спротивно од мене. И ете, ме снимаше, успешно беше сето тоа, беше навистина чудно да го пратам дома јас да седам и да си го гледам изборот. И затоа некако уште пострашна трема е кога се гледаш и очекуваш нешто, отколку да си таму и да си на лице место на дешавањето, така да беше интересно и ново искуство. И ете, си најдов некоја занимација да кажам во карантинските денови. Колку долго време си дел од модното студио Црнокрак? Сама го спомна Мики во муаветот, рече дека и тој ти кажал ајде ке се пријавиме на избор за Мис. Па јас израснав буквално во модното студио Црнокрак, тоа е број еден за мене и секогаш ќе е така. Од моите 14-15 години се запишав на курсот од малечка, уште сонував да одам по писти, да добијам круна некогаш на мојата глава. Мислам дека скоро сите девојчиња дома си одев си правев некои дефилиња како мала и едноставно го посакував тоа секогаш и еве веќе со години соработуваме и баш секогаш кажувам да ако имам некој ангажман, а не е тука модното студио Црнокрак, мора да има некој проблем. Така да секогаш и не штитат и се позади нас и не учат како ни животот и многу е битно да имаш некој кој што те води на правиот пат. Со оглед на искуството што го имаат и Мики и Светле во светот на модата, изборите со Мис, која е најзначајната работа која што ја научи од нив двајца? Најзначајната работа што ја научив е како да се справиш со сето тоа, затоа што кога почнуваш се ти е ново интересно, но како што оди и со добрите, со успесите, уствари доаѓаат и лоши коментари, доаѓаат и некои љубоморни коментари и негативни, тогаш е тоа што е лошо и како да се справиш. Всушност тоа е мислам најтешкиот дел кој што ме научија дека ако веќе сакаш да си во центар на вниманието, мораш тоа да го издржиш и тоа е цената. Значи сето тоа што го е убавото и што ете уживаме во тоа си носи своја и лоша страна. Така да не учат како да се справиме со сето тоа. Како дел од модното студио Црнокрак, ти лани учествуваше на неколку избори, освои неколку титули. На кои се избори учествуваше? Па после долга пауза, долги години, пошто и родив дете и нормално бев дома, се вратив, почав со една реклама и потоа почна изборите и така носевме успеси и сето тоа беше за мене навистина, мислам, не очекував искрено.
Затоа што одамна завршив со тој, сега кога се вратив, беше се со уште поголем успех, да кажам, и навистина бев среќна. Прво бевме на Мис Глоб, се одржуваше во Улцин, од таму донесовме Мис Фотогеник. Навистина беше тешко, таму исто голема конкуренција, бевме пресреќни што донесовме, беше 18 дена, изборот беше навистина напорен, секој ден ни бевме ангажирани по цел ден, кога и навистина се тешките избори, не се баш убавата страна Инстаграм слики, навистина е напорно. Кажи ми, што бара жирито на еден таков избор? Заради тоа што претпоставувам дека вие поминувате малку време и со нив и дека не го гледаат само начинот на кој што ти се сликаш или како одиш на писта. Што бара жирито на светски избор за убавина? Па буквално таму не оценуваат секако, значи интелигенција, бевме поделени по групи, од мојата група можам слободно да се пофалам, да кажам. Бев избрана, пошто имавме игра за интелигенција и тоа одеше во живо на Facebook, се одржуваше со некои прашања, така да тука зедовме прво место. Се буквално, значи треба, не е само убавината, затоа што тие избори се за како треба да изгледа, да кажеме, на мисица или личност која што ќе носи титула, така да треба да имаш некои други вредности. Но сепак во целина сум задоволна од сите тие избори и од резултатот на крај. Го спомна Мис Глоб, следната титула која што ја освои пред крајот на годината, мислам дека беше Мис Балкан. Така, да, тоа беше избор, случајно ненадејно Мики ми кажа има избор Мис Балкан, сакаш да се пријавиш, реков зошто да не. Се одржуваше во Белград, навистина беше, пошто Белград е еден од моите најомилени места, и со задоволство прифатив и некако ми донесе среќа, да кажам, тој град, пошто го обожавам. И кога таму пак ме прогласија, бев навистина, тоа веќе беше за мене, да кажам, супер, затоа што Мис на Македонија, па одиш понатака Мис Балкан и сето тоа си носи убави моменти и нормално секогаш ќе се сеќавам на тие денови. Како се подготвуваш за изборите за Мис? Заради тоа што претпоставам дека не е само убавината во прашање, значи дали посветуваш време на фитнесот, не знам, козметички третмани, што треба да вложуваш во себе за да можеш да учествуваш на еден голем избор за убавина? Па пред се, мојното студија Црна крак ги има, да речам, најмногу лиценците за светските избори. И нормално тие бираат кој каде ќе го испратат. Јас, пошто сум и фитнес инструктор, така да вежбам секојдневно, тоа е дел од моето секојдневие, не се спремам сега нешто посебно. Стандардни работи како сите жени што правиме, третмани, така и јас, ништо не се форсирам пред избор, така да го одржувам тоа што го имам на себе си и тоа е се. Дали како дете си гледала светски избори за убавина, избор за Мис на светот, избор за Мис универзум, се замислувала ли некогаш да отидеш на таков голем избор, значи на буквално најголемите избори за убавина? Па да, секогаш нормално, тоа на сите ни беше престиж кога почнувавме со оваа работа. Имав јас прилика, се одржуваше Мис на Македонија и требаше да не испратат баш на Мис на светот, тогаш беше во Лондон, но се случија некои пречки, не се одржа, тогаш не пушти од кај нас, во тој случај требаше да одам јас. Но не ми е криво затоа што секој избор е посебен и ги има премногу. Престиж е да се учествува на Мис на светот, но секој избор подеднакво ми значи. А се сеќаваш ли на првиот избор на кој што учествуваше, на првата титула што ја доби? Па да, тоа ми е и најважната, да кажам, во животот. Беше на само 15 години. Се одржуваше тогаш во дискотеката Колосеум. Бев многу малечка, бев дете и тогаш ми се оствари мојот сон. Имав круна на главата и си реков, јас го остварив сонот, затоа што секогаш одев кон тоа и тоа ми беше желбата. Тогаш ми се оствари, значи буквално таа трема беше неопислива. Се уште ја чувствувам таа трема од таа вечер кога се одржа тој избор и моите беа нормално се гордеја со мене. Имаше ли од секогаш поддршката од родителите за оваа работа, заради тоа што многу девојки кои што се занимаваат со манекенство повелат моите на почетокот не сака или со резерва ја гледаат мојата професија, дури потоа по некое време кога ќе видат дека нивната ќерка постигнува некаков успех и дека е среќна со тоа што го работи, па и тие го прифаќаат тој дел. Па секогаш има поддршка од моите, со татко ми заедно гледавме
избори за миска кога бев мала, ми покажуваше, пошто бев љубопитна како идат. Бев многу малечка и не можев да сватам како идат и тие шеми и сето тоа, па он ми покажуваше но поддршка имав, да, мајка ми беше малку уплашена затоа што имав само 15 години и како можеби уште си малечка, како секоја мајка, како јас сега што се грижам за моето дете. Но ме поддржи, мислам, и секогаш сите спремања, сите пакувања, тука е мојата мајка, значи околу се. Поддршка нормална од мојот брат кој што ми е буквално како близнак. Ме поддржуваат и се гордеат со мене и знаат дека едноставно ова е работата која што најмногу ми исполнува покрај сите други работи кои што ги правам. Ти всушност си направи малку поголема пауза од манекенството во периодот кога стана мајка. Зошто по 2 години реши да се вратиш? Па сосема случајно се вратив. Зедов лиценца за фитнес инструктор, почнав со тренинзи и ми се јави другар, ми кажа те бара да сликаш реклама и за билборд исто. Јас реков, ама не, веќе тоа не го работам, а ми вика зошто да не, дојди, вика сликај. И тука почна се. Од таа реклама во истата недела сликав уште 2-3 работи и сватив дека тоа уствари е таа работа која што најмногу ми исполнува и си реков зошто да не. Ти всушност додека беше во брак, сега гледано нели од страна, дури делуваше како малку да си ја стави кариерата на стендбај, не само ти туку и твојот поранешен сопруг Даниел. Тој некако не пееше, ти не беше дел од модниот свет. Зошто направивте толку некако радикален чекор, да речеме? И двајцата ги ставивте кариерите во мирување? Па добре, јас ја ставив во мирување, сега он нека зборува нормално за својот дел, јас би зборела за мојот. Ја ставив во мирување затоа што се случи некои работи со тоа испраќање на мис на светот и тука реков во ред, сега ќе правам мала пауза. И така, нормално, потоа бевме во врска и не бевме и тука, и патувавме и едноставно си правив нека мала пауза, но мислам дека се вратив во прав момент и како многу позрела личност, за да можам да се носам со сите работи кои што ги носи нормално јавниот свет, а кои не се баш така како што изгледаат на Инстаграм и на социјалните мрежи. А која е па најнегативната работа поврзана со твојата професија? Па најнегативната работа е што буквално мораш да се соочиш со секакви луѓе, постојано, значи да треба да се чуваш и да се пазиш затоа што на Балканот оваа работа ја гледаат и со некои други очи. И тешко е да се избориш со сето тоа, но понекогаш нормално ти доаѓа да се повлечеш, да се затвориш, си викаш, знаеш, премногу е. Луѓето гледаат и од завидување почнуваат многу и лоши работи да ти прават. Прогонување и секакви работи. Си имала непријатна ситуација? Па да, баш имав и сега скоро непријатна ситуација каде што женска личност се опседна и ме прогонуваше со месеци, тоа беше баш онака како на филм да кажам. Доаѓаше дома кај тебе, ти се јавуваше? Па ги прогонуваше сите, цела моја фамилија, сите мои пријатели. Но ајде сега да кажам малку се посмири, го вадев тоа и на мојот Инстаграм профил. Се обидував на покултурен начин тоа, да не одиме со тужби со такви работи. Не пробара помош од полиција, од служби кои што би можеле да те заштитат во ситуацијава? Па не беше се уште до моментот до тоа, беше повеќе да кажам некое психичко малтретирање, значи обседнување, пишување, секакви пораки, но добро ете се изборивме со тоа и значи оваа работа носи, како што кажав, и такви некои моменти. Оно што се сеќавам јас беше твојата јавна објава за некој кој што преку Инстаграм ти искритикува зошто во време на криза ти рекламираш визири и заштитни маски. Дури имаше и непријатна, мислам дека беше пораката која што ја доби, а ти па реши тоа да го кажеш јавно, не му го сподели името на дечкото кој што ти пишуваше, меѓутоа реши да го кажеш и твојот став зошто ја прифати таа работа. Што се случи? Дали заврши приказната тука или имаше продолжение? Па вака, предходно доста време читав некои така лоши пораки и ги потиснував. Реков, окей, остави, но сето тоа нормално влијае до некој степен, но ете, сега да кажам, на вистина не ме допираат тие пораки, секој што пишува некоја таква работа, го вадам на стори заради тоа што не него да му одржам некоја лекција, туку и другите да сватат дека не може некои непристојни понуди или пораки дека само така ќе останат. Па ако се осмелуваат, нормално, нека пишуваат и понатака.
Да, тоа беше баш онака ме изреволтира затоа што сме во еден таков период каде што многу луѓе умираат и сето тоа и сега како јавна личност ми даде да рекламирам нормално маски и некој тоа го критикува и нормално дека не можев да останам имуна на тоа и поради тоа изреагирав така. Како балансираш меѓу кариерата и мајчинството? Заради тоа што си постојано ангажирана со модни ангажмани, со снимања, а од друга страна тука е синот кој што е многу мал и кој што претпоставувам дека го бара целото твое внимание. Па искрено, во секој момент ми недостасува кога не е покрај мене, но затоа кога работам, секогаш мајка ми пушта и ми ослика и ме известува дали јадел, дали не јадел, за да сум помирна. Ти можеш и да го донесеш тука, немаше да не пречи. Па добро, кога ќе бидам можеби поголем и ако изрази тој желба, зошто да не. Нормално мора да се работи, после работа му се посветувам максимално на него, се возиме со велосипед, сега е тој период, уживаме заедно со него, правиме секакви работи, зборува на англиски, мојта научи англиски уз него, така да многу интересно дете и дете кој што сите ги сака и ги гушка и така баш шири љубов. Да, и е талентирано, значи зема гледа некој дека пее, зема микрофон, пее и тој, имаме и клавирче, имаме доста работи, така да можам да кажам така изразува некои желби, застанува се слика, мислам дека наследува некои работи. Од сето ова што го кажуваш, да излегува дека наследил нешто од тебе, наследил нешто и од татко му. Како научи да бидеш мајка? Ти се породи релативно млада, на 20 години и одеднаш се најде во ситуација да бидеш и мајка и татко на твоето дете. Па да, баш така. Мислам дека секоја мајка на кој возраст да родиш дете, мислам дека тогаш се учиш, бидејќи никогаш не можеш на туѓ пример да осетиш што е да бидеш мајка, тоа чувство, тоа само тогаш можеш да почувствуваш и можам да кажам дека е неубавото чувство, да, за жал ете сум и мајка и татко, но целата љубов што имам и енергија моја посветувам максимално и уживам во таа улога. Со какви предизвици се соочуваш сега со мајчинството? Давид е малку поголем. Претпоставувам дека се менува, нели? Па, секој нов ден е нешто ново учи, станува се поинтересен и предизвик е да бидеш општо родител, мислам, и сето тоа носи убави работи и всушност тоа е целта на животот. Мислам дека нема поубава работа од тоа. Меѓу мајчинството и кариерата, дали имаш време за излегување? Дали се случува да ти недостига буквално, не знам, да немаш никаква обврска и со другарките да излезеш на кафе, да излезеш во дискотека или ајде ќе се собереме одиме на планинарење? Па времето само за себе ме исто и кога вежбам, јас тука си ја собирам мојата позитивна енергија, не сум некој човек кој што сака журки и некои такви излегувања навечер. Денски да знам да испијам кафе со некоја другарка или со пријателите успат, пошто и такви ми се обврските, но мене ми исполнува времето со мојот син и јас едва чекам да завршам со работата и да му се посветам на него. Се возиме со кола, но обожава коли, како вујко му, значи скроз обожава. Пуштаме музика, се снимаме, значи мене ми е уживање со него, така да воопшто не ми недостига. Бидејќи сум излегувала и не ми недостига тој дел, го имам изживеано, така да. Дали ти пречи тоа што многу често и медиумите те ословуваат со поранешната сопруга на Даниел Кајмаковски, заради тоа што без разлика со сите успеси кои што ги постигнуваш, периодов и со титулите кои што ги имаш освоено, меѓутоа некако во медиумите тоа се провлекува малку повеќе. Па сега не ми смета ништо што е дел од моето минато, затоа што сето тоа сум го сакала и не се срамам, ништо не сум направила за да ми пречи. Но сепак ако донесеме некоја титула или било што носам јас, така да се што не се поврзува нормално. Знае да засмета, но ете, секогаш кажувам, имам свое име и презиме и нема потреба, но секогаш одговарам на било кое прашање кое ми се поставува. Не сакам многу да откривам, некои работи се нормална приватност и да кажам минато. Никогаш и не кажавте со Даниел зошто се разведовте и ти тој излеговте со приказна дека остануваме пријатели заради синот и заедно ќе го растеме. Во какви односи сте денес?
со Даниел? Па не би сакала понатаму да зборам на таа тема. Навистина мислам дека веќе доволно кажував и не сакам да живеам во минатото, сакам да гледаме напред и да збориме за убави работи. Брзо по разводот ти се врати нели на манекенството, меѓутоа се првпат сними и песна. И некој од медиумите тогаш пишува ова го направи само за да му пркоси или заради тоа што сакаше да, не знам, да покаже дека Кристина може да биде и пејачка. Која е вистината? Зошто реши да и се посветиш на музиката, да влезеш во музиката? Па искрено јас секогаш сакав да снимам своја песна и свој спот, не за да постанам пејачка или ривална било кого, никогаш. Јас сум самата на себе си ривал и секогаш се надпреварувам со самата себе си за нешто следно да биде подобро од моето претходно, затоа што само така можеш да напредуваш. Дека гледаш некој друг, тогаш себе си се запоставуваш и веќе си во сенка, така да мислам што би кажала на тоа, навистина не го гледам Даниел како ривал, тој е пејач и е многу добар пејач. Од друга страна не може па на писта да излезе. Добро, мислам дека има и он некој искуство со излагање на писта, но ете, можам да кажам дека првата песна беше баш онака интересно искуство, втората веќе беше малку посериозна. Како ја прифаќа публиката твојата музичка кариера? Па, бидејќи не пеам јас, но сите мои пријатели и блиски ми се свиѓа тоа што го правам и тоа ми е, да кажам, едно хоби. Музиката ја обожавам, ностоп слушам музика и сите мои дома слушаат музика, така да уживаме во тоа. Фитнес, манекенство, титули, музика, што е следно? Имаш ли некои планови кои што ќе ги правиш во иднина? Па секогаш имам јас некои нови амбиции, нови планови. Не застанувам и имам, да, но полека ќе се откриваат. Не се сите поврзани со јавниот свет, но нормално дека јавната работа е мојата прва љубов, можам слободно да кажам, и секогаш ќе ја туркам и таа страна, но нормално се занимавам и со други некои работи. Кристина, јас ти благодарам што одвои време, што дојде во нашето студио да си поправиме муабет и се надевам дека ќе ни дојдеш пак. Се надевам и јас, сакав уште нешто да кажам. Модното студио Црнокрак ќе организира еден нов проект кој што до сега не се случил кај нас, но за тоа ќе открие повеќе Мики Црнокрак кога ќе дојде вистинското време, ќе имам улога и јас во тој проект, но ете ќе Значи тоа е на едно од новите работи кои што ги подготвуваш така. наскоро. Ти благодарам многу и се надевам дека ќе се гледаме за убави работи. Се гледаме.